Во ова издание, Балканската бегалска рута се уште актуелна. Само годинава на 25.000 обиди за нелегален влез на македонска територија. Минимална плата од $15 на час, што ќе значи предизборното ветување на Џо Бајден за американската економија. Над половина милион бездомници во Соединетите држави. Што се прави за да им се помогне? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Мигрантската криза е далеку од завршена. Само во првите 9 месеци од годинава биле спречени над 25.000 обиди за нелегално минување на македонските граници. Дел од бегалците никогаш не стигнуваат до нивната посакувана дестинација во Западна Европа. Нивните животи завршуваат на македонските пруги и патишта. Јавува Мики Трајковски. 16-годишниот Абдул Кајум Насери од Авганистан е само еден од многуте бегалци чиј што сон за подобар живот во Западна Европа заврши во Северна Македонија. Во март година ова младо момче го загуби својот живот од струен удар при обид да се качи на товарен воз. После него уште двајца млади сирици на 17 и 20 години ги оставија своите животи во земјава, загинувајќи во сообраќајна на несреќа. Според податоци на македонската полиција, од крајот на 2014 до септември 2020 година животот го загубиле 39 мигранти. Најголем дел од мигрантите го загубиле животот во железнички незгоди 30, 5 мигранти во сообраќајни незгоди кои ги предизвикувале возачите криумчари, тројца се удавиле при обид да преминат река. Но од невладината организација Леги смета дека тој број е многу поголем. Бидејќи само во една сообраќајна несреќа во 2015 година 14 бегалци и мигранти го изгубија животот во еден ден. Додека се движеа по пругите, која им беше како пата, која душа се уште се движат, беа одирани од страна на возот, бидејќи постојат места каде што не постои патиште, мора директно да се движат по пругата. Смајлови вели дека случајот со Кајум, кој беше погребан 208 дена после неговата смрт, односно во октомври годинава, поради бројните правни лавиринти, никогаш повеќе не треба да се повтори. Во меѓувреме неговото тело било чувано во фрижидер, се до доаѓањето на членот семејството за идентификација, а парите за погреб биле собрани преку донации. Нивната неможност согласно законските норми да се регулираат нивниот престој да биде регулиран во Македонија и да се движат слободно, тие мора да користат и принудени се да користат и регуларни движења, криумчари. Со ковидот, со пандемијата и со целата оваа ситуација околу ковидот, тие воопшто не се безбедни и дури да се инфицирани, тие немаат можност да се тестираат, да се изолираат или да се лекуваат бидејќи се ирегуларно се движат во Македонија. И покрај опасноста со која се соочуваат, немал е бројот на оние кои се обидуваат се уште да стигнат до крајната дестинација. Европската комисија во последните неколку извештаи констатира дека Македонија на незаконски начин ги враќа лицата кои што влегуваат мигрантите и бегалците назад во Грција. Прашањето кое што ќе се постави при отворањето на поглавието 24 ќе подразбира анализа на целокупното управување со миграциите, односно дали секоја постапка која што ја презема државата е во согласно со политиките и процедурите на Европската унија. Од МВР вела дека во периодот од јануари до септември 2020 спречени биле 25.549 обиди за илегално преминување на границите, а сузбиени биле 3 организирани криминални групи кои прокриумчариле 275 мигранти. Од Охридска, гласот на Америка, Мики Трајковски. Во Соединетите држави минималната плата на федерално ниво во моментов изнесува $7.25 на еден час. Едно од предизборните ветувања на Џо Бајден беше нејзино зголемување за 100%. Нископлатените работници очекуваат повисоки примања, но бизнисите предупредуваат дека се можни сериозни економски последици. Орландо Давила работи во овој микробизнис од 2012 година. 73 годишниот готвач, роден во Боливија, би требало да се пензионира, но не може да си дозволи. Мора да работам зашто имам куќа и кредит од $3.000 месечно, плюс сметки за вода, струја и газ. 75% од вработените во овој ресторан во Вирџинија заработуваат меѓу $8 и $12 на час. Тоа е нешто повеќе од минималната федерална плата, што во моментов изнесува $7.25.
Новоизбраниот председател Џо Бајден вети дека ќе ја удвои минималната плата на $15 за час. Креативната директорка на ресторанот, Клои Свансон, сака да ги поддржи вработените. Знае дека трошоците за живот пораснаа изминатите години. Но таа се согласува со председателот Доналд Трамп и сенатските републиканци, дека зголемувањето на минималната плата ќе го зголеми и стресот врз бизнисите. Сваќате дека мора да имате некои големи буџетски кратења, веројатно и намалување на персоналот. Минималната плата одамна требаше да биде зголемена, но тоа треба да се направи во етапи. Законот е заглавен во Конгресот заради разликите меѓу републиканците и демократите. Предвидува постепено зголемување на минималната федерална надница до $15 до 2025 година. А во меѓувреме, веќе 7 сојузни држави имплементираа или се движат кон $15. Флорида веќе го усвои тоа со гласање на изборите. Од 1 јули минималната плата во Вашингтон се зголеми на $15. Ова е Бен Зиперер, економист од Институтот за економска политика. Жените и малцинствата се неоправдано платени помалку. За жал имаме расистички и сексистички пазар на трудот во САД и треба да користиме било какви политички средства да го поправиме тоа. Но сите не се согласуваат. Аднан Хамиди е собственик на продавница за сладки. Тоа го нарекува владино мешање. Инвестирајте во програми кои може да помогнат. Подобро е да се развива собственикот наместо некој да наложи да му се намали заработувачката. Конгресната канцеларија за буџет процени дека зголемувањето на минималната плата до 2025 година ќе ја зголеми заработувачката за повеќе од 27 милиони работници, но исто така ќе укине 1,3 милиони работни места. Дали Бајден ќе го надмине ќорсокакот во Конгресот ќе зависи од клучните јануарски избори во сојузната држава Џорџија, каде се решава за 2 сенатски места. Од исходот ќе зависи дали демократите ќе ја преземат контролата и во Сенатот, покрај контролата во Представничкиот дом. Помали работи може да се направат преку председателски извршни наредби, но поголеми промени во економијата во областа на трудовото право бараат конгресно одобрување. Нископлатените работнички, како Натали Пугмир, која работи како козметичарка, се оптимисти. Не мора да биде само страдање на дното на општествената лествица. Мислам дека ќе имате посилен тим кој ќе остане подолго ако му дадете фер плата. Во Соединетите држави има над половина милион бездомници. Невладини и волонтери прават се да им помогнат, особено во студената сезона на празници. Центарот за бездомници Манасас во сојузната држава Вирџинија се наоѓа на 1 час оддалеченост од центарот на Вашингтон. Во него, за време на празничната сезона, волонтери доставуваат храна. Ги служиме со мисирка, свински врат, компири и пити од тиква. Ова е традиционално американско јадење во овој период. Годишната празнична сезона во САД почнува во ноември, секогаш е најзафатено време за хуманитарните организации. Тие ги посетуваат засолништата каде служат храна и споделуваат љубов и грижа за оние на кои им е најпотребно. Свежи оброци дефинитивно им помагаат на луѓето кои живеат овде. Тие знаат дека може да се потпрат на овој центар за да јадат добро. Поради пандемијата, многу активности за поддршка на бездомниците како обезбедување и испорака на топли оброци и облека се откажани. Од тие причини секоја посета за нив е многу значајна и од голема помош. Каква било донација и оброци секогаш се добредојдени за нив. Кога се собираме за празниците се чувствуваме среќни, бидејќи сме обкружени со семејството и пријателите. Овие лица се осамени. Затоа доаѓаме да им покажеме љубов и разбирање. Оваа група исто така подготвила 80 оброци за достава и во друго засолниште за бездомници. Тоа е начин да им се помогне на ранливите во овие тешки времиња. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!